Две основни филозофски струи се студираат во новиот век – емпиризмот и рационализмот. Рационалистичкиот правец смета дека умот е најзначајното човечко својство и само тој му овозможува на човекот да се снајде во животот и да дојде до сознанија. Четирите правила за вистинско сознание според Декарт се следните: да се одбегнува избрзување и да се прифати како вистинито само она што самите очигледно сте го сознале како вистинито. Секој испитуван проблем да е рачленет. Да се оди постапно од наједноставно кон најсложено. Целосно набројување за да не се пропушти нешто. Со својата методска скепса, Декарт вели дека треба да се сомневаме се додека не дојдеме до сигурно сознание. Првата известност, поврзана со мене и мојот ум, е додека се сомневам, јас мислам и постојам, искажано со ставот мислам значи постојам. Когито ерго сум. Дуалистичката концепција на Декарт вели дека човекот е компониран од тело и дух. Телесноста значи заземање простор, додека раздвиженоста е духовност. Квалитетот на духовната субстанција е мислењето, а на материјалната субстанција распростирањето. Поимот картезијанство означува ориентација и метод, духовен и културен стил со јасни и разлачени идеи. Основните филозофски идеи на Спиноза се однесуваат на единството на светот, на суштината на субстанцијата и нејзините пројави, на видовите на сознанието, на етиката и верата, како и на човековата слобода и политиката. Спиноза во однос на субстанцијата мисли строго монистички. Постои само една субстанција и таа самата на себе си е причина на своето постоење. Кауза суи. Спиноза ја определува субстанцијата како Бог или природа. Деус сиве натура. За Спиноза Бог представува творечка природа, натура натуранс, која создава се. Од другата страна е создадената природа, натура натурата. Атрибут на субстанцијата е она што разумот го забележува, својство кај субстанцијата. Има безброј атрибути. Човечкиот разум познава само два – мислење и пространност. Секој атрибут се развива во безброј определби. Мислењето се развива во безброј идеи, а пространноста во безброј материјални тела. Телата и идеите Спиноза ги нарекува модуси. За Спиноза слободата представува сознаена нужност. На прочуената изјава на емпиристот Џон Лок во разумот нема ништо што пред тоа не било во сетилата, Лајбниц одговара, освен самиот разум, покажувајќи дека разумската сила им претходи на сетилата. Лајбниц ја сваќа субстанцијата како единствена според квалитетот, но множествена според пројавите. Монадите на Лајбниц ги имаат следните својства. Светот е создаден од монади, кои се најмалечки основни неделиви центри на силата. Не зафаќаат простор и не се материјални. Имаат собствен живот, затворени се, не комуницираат меѓу себе, сите се поврзани во степенувана хармонија. Кај луѓето, монадите се јавуваат како центри на чувствата, на перцепцијата и на копнежите, кои кај луѓето станале волја, мисла и слобода. Лајбниц ги поставил законите на логиката како закони на постоењето, и тие се: закон на идентитетот, А е еднакво на А; закон на непротивречност, А не е не А; закон на оправдана причина, кажува дека ништо не се случува без причина; закон за континуитетот, истакнува дека нема пауза во низите. За Лајбниц овој свет е најдобар од сите можни светови, во кого владее преетаблирана хармонија, согласност на сите нешта, дури и пред тие да се случат.